Најверојатно пропаѓа интерпелацијата на ДУИ за председателот на Уставен суд Дарко Костадиновски. На координацијата на пратеничките групи на која што не присуствувал само Блерин Беджети, токму од интегративците, сите реагирале дека не е добро парламентот преку интерпелација да се меша во судската власт. Собранискиот спикер Африм Гаши вели дека интерпелација може да се покрене само за носител на јавна функција, што според актуелниот закон не е првиот човек на Уставен. Поради дилемите на пратеничките групи дали е возможна интерпелација за Костадиновски, не е исклучено некој од пратениците на самата седница да предложи оваа точка да биде тргната од дневниот ред. Со тоа пленумот ќе одлучи дали има или не расправа. За да нема вакви дилеми, како председател на собранието ќе побарам од комисијата за мандатно-имунитетни прашања да разреши што значи тоа носител на јавна функција, бидејќи тоа се и председателот на државата или градоначалниците. Гаши објаснува дека во вакви услови некој од пратеничките групи треба да предложи оваа точка да се тргне од дневен ред. Од владеачката ВМРО ДПМН е велат дека допрва ќе одлучат како ќе се однесуваат во среда кога интерпелацијата за Костадиновски е на дневен ред. Сепак порачуваат дека собранието не треба да се меша во судската власт. Председател на Уставен суд си го бираат самите уставни судии. Се уште немаме разговарано на таа тема како пратеничка група да видиме што како, меѓутоа еве сме имали и досега во минатото случаи каде што се изгласувала интерпелација за некој одреден функционер, посебно од делот на судството, каде што гледаме каков е епилогот. Сметам дека треба да ги држиме настрана рацете од судството, самите да одлучат да видиме, а она што е став според работењето или неработењето на уставните судии, треба, сметам, сите заедно да го донесеме. На стартот на јуни Европскиот фронт, предводен од ДУИ, поднесо интерпелација за Костадиновски, бидејќи Уставниот суд реши да ја оценува уставноста на законот за јазици. Во образложението кажаа дека таа е поднесена врз основа на членот 72 од Уставот, со порака дека првиот човек на Уставен имал нешто против и имал предрасуди кон албанскиот јазик.